Во нашето општество на природата се размислува само кога се случуваат некои природни катастрофи. Тога се отварат темите за зачувување на природната средина, за нашиот однос кон природата, но како и секоја друга тема, и за таа важи изразот секое чудо за 3 дена. Јас сум Джейлан Велио, а денес со Снежана Василевска ќе се потрудиме да дадеме друг осврт на зачувувањето на природната средина. Здраво, Снежана, добро дојде во Гласни идеи. Добро ве најдов. Јас те запознав тебе како екоактивист, па може да се представиш. Јас сум Снежана Василевска, дипломиран инженер-архитект сум, работам во сосема друг сектор. Со екологија почнав, мислам, влегов во тие еколошки води пред некои 6 години, кога воздухот беше претерано загаден, па почнав да излегувам на протестите за почист воздух, потоа некако се запознав и со други теми еколошки, и тоа како да ми влезе под кожа, па продолжив посериозно да се занимавам. А во последно време, но 2 години сум, можам да кажам, активист во иницијативата за забрана на пластични кеси, сега веќе иницијатива за ослободување од еднократна пластика. Инаку често возам велосипед и така практикувам здрави навики. Значи целосно еколошки настроена. Па се трудам, да. Добро, остатокот од светот не е таков, голем број од луѓето. Па во модерниот свет често се среќаваме со поимите ресурси, значи енергетски ресурси, човечки ресурси и така натаму, а од друга страна па луѓето колку и да ги споменуваат овие термини, односно терминот ресурс, многу често се однесуваат како ресурсите на планетата Земја да се неограничени. И сега од каде доаѓа таквото однесување? Дали луѓето не се свесни дека и планетата Земја нели има ограничени ресурси и дека треба да се однесуваме повнимателно? Така. Се што се наоѓа на оваа планета е поврзано со една причинско-последична врска и е дел од една сложена целина. Значи ништо, ниту ние, не е изолирано и не смее да биде надвор од нашата перцепција и нашата сфера на интерес и делување. Ние постојано слушаме во последно време за климатска криза, ги чувствуваме нејзините манифестации се почесто и се пожестоко, како нели суши, поплави, големи студови или жештини, но колку тоа вистински допира до нас луѓето е под знак прашање и дискутабилно. Значи од една страна луѓето ќе се загрижат, ќе се подуплашат кога ги слушаат тие информации, меѓутоа веднаш потоа како да стануваат анестезирани од оние приказки на главно на енергетските компании, нивните лобија, дека тоа е една природна појава, дека се тоа климатски осцилации кои што сами по себе ќе се средат. Меѓутоа, од друга страна, научните кругови постојано предупредуваат дека мора подитно да се сопре со црпењето на нафтата и земјениот газ како ограничени и необновливи извори од фосилно потекло. Исто така да се води сметка да се сопре сечата на шумите, загадувањето на реките, загадувањето, закиселувањето на океаните, бидејќи овие првите, нафтата и земјениот газ, кога се експлоатираат и се користат потоа, се главни емитери на стакленички гасови, всушност го предизвикуваат оној ефект на стаклена градина, а од друга страна пак шумите и океаните, прво океаните, а потоа шумите се најголемите абсорбери, односно понори на тие стакленички гасови. Значи, ова грубо и општо колку да се добие една представа колку тие природни ресурси се значајни и колку со грижа треба сите ние да се однесуваме кон нив. А зошто не се однесуваме грижливо? Па, тоа негрижливо уништувачко темпо започна уште пред 200 години со индустријската револуција и за жал во последниот период се забрзано расте, се забрзува. И научниците предупредуваат дека доколку продолжиме со такво темпо, неизбежна катаклизма ќе настане некаде после неколку децении. Тоа неколку децении броено на прстите од едната рака. Што значи, одговорноста е тука, наша, ние мора малку да подсопреме со тоа темпо, не зборувам само ние како потрошувачи, туку и компаниите, енергетските компании, производителите, мора да се подсопре со тоа темпо на забрзан раст, мора да се
откажеме од оние потрошувачки навики, од таа лагодност која што ја уживаме во последно време, затоа што многу време е изгубено и ние имаме огромна одговорност да направиме нешто во овој момент, од сега па натаму. За она друга спрега, институциите, системот, компаниите, јавноста, секоја од споменатите страни треба совршено да си ја одигра својата улога и да изврши влијание врз останатите. Меѓутоа, тоа би важело за општество каде што владе економска, социјална, еколошка правда, а такви општества, знаеме, нема, ниту нашето општество е такво. А реалноста е таква да екологијата се третира како нешто одвоено, како нешто што е на последно место и со која што се занимаваат мала група на забегани кои што само си го пополнуваат на тој начин времето. Да, точно е тема на подбив, дури која на некој ќе му зборува за климатските промени или за загадувањето, се смеат обично, да. Точно, обично се смеат, но тоа не смее да биде така. Нема јавно достапни информации од релевантни извори, има само некои стихини обиди по училиштата или некои кампањи кои што воопшто не завршуваат работа. И еколошката свест треба да се всади во луѓето уште од мала возраст, така да децата, а потоа и возрастните создадат еден сосема поинаков светоглед, поинаков од сегашниот и на тој начин треба да се надминат овие работи што се случуваат. А наместо тоа се случува да компаниите имаат тенденција да ја префрлаат вината на потрошувачите, дека тие со својата немарност го придонесуваат за сето ова. Властите многу тешко носат закони, уште потешко ги спроведуваат во пракса истите закони, а луѓето некако само се обвинуваат едни со други, критикуваат власта, а ретко кој прави нешто на таа тема, туку само вперува со прстот во другиот. Тоа мора да се надмине и да се оди кон поинакви навики и практики. Да. Па властите и нема да направат ништо, бидејќи обично, мислам, за ова состојба генерално, според мене и тоа што сум читала до сега, сепак компаниите се тие кои се загадуваат повеќе наспроти обичниот човек. Сега ако имаме предвид дека живееме во ваков систем каде што профитот е најголема вредност и од таму разбирливо е зошто не превземат ништо, а наспроти властите па луѓето сепак превземат нешто, иако многу малку, ама има луѓе кои што почнале мислам низ годините да селектираат отпад во нивните домови. Еве јас пример, слушајќи за ова, најмалку си викам тоа што можам да направам е да селектирам барем сопствениот отпад. И, не знам, тоа го правам мислам само во однос на пластиката, но има луѓе што селектираат и електричен отпад и така натаму. Сега колку тоа менува во големата слика, имајќи во предвид дека и луѓе така се прехрануваат, екзистираат, нели, собирачите на пластика. И дали тоа менува нешто во конкретната голема слика? Ова е многу интересно прашање, затоа што селектирањето да е многу добра навика и практика на поединецот, меѓутоа кога зборуваме за рециклирањето некако незаслужено е ставено, му е дадено многу голема важност на рециклирањето и некако е ставено секогаш на најгорната позиција на пиедесталот, кога се зборува за управување со отпадот. Тоа воопшто не е правилно, затоа што рециклирањето е последната алка во синџирот и е оправдано и може да се потпреме на него само тогаш кога сите останати можности се исцрпени. Значи, првенствено треба да се превенира создавањето на отпад преку максимална редукција на потрошувачката, значи одбивање кога нешто не ни е потребно, не треба ни да го купуваме, максимално искористување, реупотреба на она што го имаме во домовите, преку подарување, пренамена и слично, и тек на крај, кога оној неизбежен отпад ќе се создаде и ќе треба да се фрли, тогаш е добро да се види дали може да се рециклира и да се стави во тие соодветните контейнери. Зашто компаниите од секогаш не ги убедуваа луѓето дека само треба да се фрли отпадот во посебниот контейнер и тогаш ќе дојде чичкото со камионот, ќе го собере и наеднаш ќе добиеме нови производи.
Да функционираше тоа така, светот немаше да биде преплавен со отпад, буквално. И еве еден податок дека на глобално ниво во моментов се рециклира некаде околу 13% од вкупно создадениот отпад, што е многу мал процент. Кога се однесува на пластиката, тоа е некаде 9% на глобално ниво, а пак во Македонија е многукратно помал, не знам, некаде 1-2%, ќе сгрешам ако точна бројка дадам. Тука е важно што малкумина знаат дека не секоја пластика се рециклира. Нас не убедуваат и дека секоја пластика се рециклира, што не е точно. И кога станува збор за хартија и пластика, например, не се случува рециклирање, туку се случува подциклирање, на даунсайклинг, што подразбира дека новиот производ е со помал квалитет и така континуирано со секој нареден циклус квалитетот се губи. Единствено стаклото и металот можат да се рециклираат неограничено и без да се губи квалитетот, но сепак кај нас главниот збор и општо во светот главниот збор го има пластиката и многу се полага на пластични производи и најчесто за еднократна употреба. Сега ова не значи дека ние треба да се откажеме од селектирање, нели, тоа е многу добра и многу корисна практика и многу придонесува да го намалиме вкупната, да ја намалиме количината на отпад која што стварно ќе треба да ја фрлиме во оној заедничкиот контейнер и што ќе отиде на депонија. Значи ги штитиме и депониите од натрупување со она што ќе селектираме отпад во домовите, а од друга страна таа примарна селекција што ја правиме во домовите пак многу помага да се за подобра секундарна селекција она во преработувачките пунктови, со што се зголемува можноста нашиот отпад да биде рециклиран. Нагласувам можноста затоа што правилно одложен отпад не значи и рециклиран отпад. Оние бројки го кажаа тоа претходно. Сега има едно непишано интересно правило во врска со ова и со неформалните собирачи. Ако не знаеш што и каде се рециклира, тогаш прашај го човекот што го собира отпадот. Тоа е од практични причини, затоа што они земаат тоа што може после да го продадат, нели? Тоа што ќе им се откупи. И може слободно да се каже дека неформалните собирачи, покрај што се маргинализирана група на граѓани, се најдобри се сортирачи, најдобри селектори на отпадот, вршат значајна општествено корисна работа, а од друга страна и го применуваат оној принцип на реупотреба, нели, кога ќе им нудиме нешто, облека или обувки, тие обично земаат и на тој начин оставаат многу мал еколошки отпечаток, така да нашето општество треба со посебна грижа да настапи према таквите луѓе. Да, причините за тоа тие што го прават се од економски карактер, а од друга страна не имаме нас самите и генерално голем број на луѓе што нели живеат во консумеристички дух и нон-стоп купуваат производи кои што се за еднократна употреба и без да се земе во предвид дека за тоа е потрошена и работна сила која што генерално ефтино и се плаќа. И сега зошто луѓето се навикнати на тој начин на живот? Дали ради комодитетот, комотно ни е дека денес може нешто да не се скрши, да не се расипи, утре можеме да го добиеме новото за ефтина цена и без да размислиме дека тоа нели производството на тој предмет или што и да е, ја загрозува животната средина. Да, производите за еднократна употреба се релативно нови, со релативно нов век, но низ годините нивните количини се толку мултиплицирани да, како што кажа, тие веќе стануваат една одлика на модерно живење и потврда на нашата навлеченост и нашата зависност од лагоден начин на живот, зависен од практичност. Вистина се практични и ефтини, меѓутоа што тоа значи понатаму. Бидејќи се специјално дизајнирани да не може ниту да се реупотребат, ниту да се рециклираат, тие се направени баш она да се
користат многу кратко време, а потоа да се фрлат, со што се придонесува само за енормно натрупување на отпад и ништо друго. Парадоксот да биде уште поголем, предмет што толку кратко време се користи, некаде во просек 12 минути ми се чини е пресметано, кога ќе се фрли во природа трае и загадува вечно. Сега интересно е кога се спроведуваат анкети во врска со тоа, колкава е свесноста на населението за штетните последици на еднократните производи. Баш 2018-19 година имаше на наша анкета на ИРИ за пластичните кеси, а оваа година видов и српска анкета за еднократните производи. Свесноста е многу висока, изненадувачки многу висока, некаде 93%. Значи сите знаеме дека тоа е штетно, а сепак посегнуваме по него. Кога ќе бидат прашани колку ги применуваат работите и колку го намалуваат употребата, тогаш процентот се преполовува, некаде 50% прават нешто во врска со тоа и секогаш оправдувањата се и изговорите се поради некоја инертност на луѓето да се оттргнат од канџите на консумеризмот и да прибегнат кон оние постари одржливи практики, кога ваквите производи воопшто и не постоеле, а сепак животот си течел многу нормално и непречено. И сето ова нормално е цврсто подпомогнато од се уште доминантната линеарна економија, она произведи, купи, употреби, фрли, и од ориентираноста на компаниите по профит. Ова не мора да се случува, алтернативи постојат, од секогаш постоеле. Сите ние по дома имаме веќе по неколку платнени торби, имаме некои врекички или стари кеси што може да ги користиме кога одиме да пазариме овоше и зеленчук, имаме шишиња, термоси, кутии за храна, така што еднократните производи потполно наоѓаат замена во овие алтернативи, само е потребна една повисока свесност и еден мал напор од наша страна и решеност да го примениме тоа што треба и е неопходно. Да. ЕУ ја забрани употребата на пластични кеси, нели во јули 2021 година. Што се случува со нашите регулативи? Нели кај нас мислам се забрани, па се излегува некои нови кеси без рачки. Да. И тука пак свесноста игра улога. Да, кесите се еден дел од еднократната пластика, значи спаѓаат и пластичните кеси во еднократна пластика. Можам да кажам дека Европската директива од јули 2021 е значаен исчекор во борбата против еднократна пластика и останати производи на употреба. И освен пластични чаши, чини, цевки, прибор, мешалки за кафе, што е многу важно, се забрани употребата на секакви садови од стиропор и секакви производи од оксоразградлива пластика. За тие што не се доволно упатени, оксоразградлива пластика всушност е обична пластика во која што се додадени адитиви за да се распадне побрзо на се помали и помали делови до димензии на микрочестички и наночестички, но пластиката повторно останува како на почетокот, само што во овој случај полесно може да продре во вода, во воздух, во синџирот на исхраната и во нас самите. Уште поштетно. И да, уште поштетна од кога кесата би била компактна, така што забраната на оксоразградлива пластика е исто така многу голем чекор што го направи Европа. За споредба со Европа, кај нас одвај се донесе законот за забрана на пластични кеси. Луташе некои 2 години и повеќе во институционалните лавиринти и сега откако е на сила, можам да кажам дека половично се имплементира. Единствена добра придобивка е што се забранија и што се намали употребата на оние пластични кеси за носење, тие се од оксоразградлива пластика, додека пак овие за размерување, тие кеси со рачки, без рачки ги има во огромни количини и се делат бесплатно. А оние кеси кои што мислам истите кеси не може да се купуваат така, иако цената е порасната. Дали за 15 денари сега може да се купи кеса која што користевме пред
колку Да, во моментов се истите кеси. Истите кеси се затоа што според законот се даде фора на производителите да се преориентираат на вистински биоразградливи кеси до јули некаде, јуни или јули наредната година. Во средината на наредната година па ќе видиме дали тие ќе бидат и дали биоразградливи и дали ќе ги исполнат стандардите што беа побарани. Меѓутоа, еве некој пресек имаше од последните 4 месеци од продажба на тие кеси што смеат да се купуваат по 15 денари се собрани 720.000 евра во рок од 4 месеци, што е намалено во споредба со порано, но повторно е една многу висока и многу загрижувачка бројка. Меѓутоа, луѓето и не се толку криви за тоа, затоа што за некого 15 денари не се многу, а со години беа држани во заблуда дека тие кеси се биоразградливи, како такви беа протнати во 2012-2013, да. Така да многу се луѓето мислат дека всушност и не прават голема штета, дека не загадуваат ако ги користат таквите кеси. Исто така има една непознаница со стиропорот. Голем број од населението не знае дека стиропорот всушност е пластика. И си купуваат храна, нели као здрава храна или домашна храна во садови од стиропор, после тие се фрлаат, а не само што е пластика, туку е пластика од најлош вид. И многу загадува и е многу опасна за животната средина. Еве, например, лажичките за кафе, некаде половично, во половина од кафиките се користат пластични мешалки, во половина нормални метални лажички. Меѓутоа, тоа е така затоа што закон за забрана на еднократна пластика кај нас се уште нема. Ние како иницијатива за забрана на пластични кеси, ослободување од еднократна пластика, паралелно работиме на двете полиња. Од една страна вршиме притисок на институциите побрзо да ги донесат, барем да ги пресликаат европските закони во наши национални и тие доследно да ги имплементираат, а од друга страна за подигање на свеста во јавноста за штетните последици од користењето на пластика и навиките на фрлање и за навраќање кон реупотреба, зашто едното без другото, закон на хартија без поддршка од јавноста, речиси и да нема тежина, да. Би рекла дека и не мора да се чека закон, нели нашата еколошка свесност и грижа за околината се доволни да ние самите направиме некаков исчекор и се оттргнеме од тие консумеристички навики, но и тогаш законот не би бил нешто обврзувачко, туку само еден логичен след на нештата, но обично ова е патот по кој што поретко се оди и неопходно е тоа да биде ратификувано и да, свеста кај нас за добрите и корисни работи е на ниско ниво и мора да доаѓа од горе, па да се да. И тоа од горе кога нели властите ке сакаат. Добро, Снежана, ти благодарам, јас толку имав да те прашам, ти ако сакаш да додадеш нешто. Па еве би дала еден апел до јавноста да се ослободат од потрошувачките навики, да ги остават овие штетни, пластични и сите останати производи, да не купуваат непотребни и да се навратат и на тие одржливи алтернативи, затоа што тоа што го прават сега за себе, го прават и за своите поколенија, а и за целата околина и целата животна средина. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.